Браво. Еве сме повторно назад, почитувани гледачи, цело време си разговараме тука. Илија го слушаме некако за неговите приказни, за тоа што нели тој што е на терен, тој што е излезен, тој што е помеѓу луѓето, секогаш ги има оние навистина интересни приказни кои што вредат да се споделат. Меѓутоа зборуваше сега и за родителството и за тоа како денеска е навистина предизвик да се биде вистински родител и да се научат децата на вистинските вредности од мали нозе, тоа и го зборуваме. Илија, јас извините, прекинам во првиот дел, зборувавме, сакам само си ја завршиш мислата да не остане дека сум те прекинала. Повели за децата, зборувавме кои што се на улица и кои што работат во смени. Да. Кажавме дека втора смена од 15 до 22, третата им започнува од 22 до 3 или 4 часот наутро. За време на викендите. Работните денови може и до 23 до полној да биде, до 1 часот да биде, како што ги правев истражувањата, анализите. Видете, јас кажав дека ние ова го работиме за да го решаваме институционално. Не да ги остраниме и дека после 3 месеци пак ќе ги имаме на улица. Јас кажав дека од нивното што се на улица и 3 деца немат почината. Од користење на хероин, на лепила, дување, не сакаме тоа да се повтори. Ама тоа некако јавно го прават веќе. Јавно и тоа голем. На семафори го гледаш ти дека немаме информација, но дополнително ќе ја направиме. Мене ме радува сега што проектот се движи. Јас кажав дека едно дете има профит од секоја смена од 2 до 3.000 денари, негде и 4 и 4.500. Па да не зборуваме за нудење на сексуални услуги, злоупотреба на малолетни девојчиња, и тоа го истражувам, и многу други работи ги истражувам, но тоа дополнително ќе се промовира за неколку месеци. Или извини, пред да продолжиме понатаму, сакам да прашам, а што е со оние луѓе, барем јас еве гледам како жена, нели, обично летно време на кейсме, навечер, некој трча, спортува, нели, се шетаат, има многу сомнителни лица кои што одат по тебе, можеби немате нападнат, меѓутоа ќе ти пребацат нешто, ќе ти кажат, ќе те гледа, ќе те манијачи. Има такви многу сомнителни лица исто во градот. Ги има и тоа ќе го истражувам, доста работи ги истражувам, но прво кој ќе се соберат информации од кај се, што се, какви се, кој тоа се го организира, од како сите тие работи ќе се истражат и ќе се докажат со факти, со многу други работи, кои ќе ги предадам сите информации на полицијата, верувам дека и тоа ќе го нема еден ден, затоа што и тоа мене ме загрижува. Ја тоа често и го зборувам и на ќерка ми, тато, отворај очи. Не знаеш што и на кого ќе улеташ. Тоа го има и во школите, пошто ја бев и во школа. Во школа бев хаус мајстор и кога се деси на дешавката во Србија со ова, верувајте дека ја мојот живот го жртвував за сите деца во училиштето. Значи многу попрофесионално работев и од овие агенции за обезбедувањето, пошто ја читав книгата за обезбедување на имоти, лица и физички правни лица, и тоа те доградува како ти треба да постапиш. Не е само да бидеш хаус мајстор и да не го заштитиш детето. Но јас ќе се надоврзам на питачењето, на овие работи. Градиме идни на Скопје и ја како Илија Јовановиќ работам фаза по фаза. Деца без родители решени се, имаме минимални проблеми, ќе се решаваат. Како растат трендовите и проблемите, така ќе ги решаваме. Сега се нафатив на деца од улица, 4 години, пазете, никој не се нафати во Република Македонија, ни еден градоначалник, ни еден премиер, ни еден функционер, ниту во тие во собранието кои ги ставаме и гласаме, никој не беше залаган. Јас кажав дека ќе кажам дека овој протокол беше, каде ми беше сега да го искористам, Милена, да. Овој протокол, не протоколот, овие се истражувањата, само малку. Секторски протокол за постапување со деца на улица. Го доставивме до сите општини, до сите полициски станици, до сите државни релевантни институции, до сите политичари, до сите владата, до целата влада, но еден лист нема цвртено уште до ден денеска политичарите. Има време. Еве апел, не следат. Значи многу ја следат емисија, нека постапат. Ќе му кажам исто, ќе му дадам еден ова. Значи полициските станици нас ни одговараат. Мене не ми значи, Милена, дописот, мене ми треба полицијата, сега ја разработивме, ја му вршав притисок и на министерот за внатрешни. Министрете молам, затоа што кога бев јас кај министерот Панче на состанок, он беше воодушевен и беше изненаден, не очекуваше дека некој ова во државата. Илија, јас вика прв пат слушам, вика дека некој ова го работи во државата. Ја му викам, министре Панче, викам, јас сум еден и единствен кој се борам против сите, викам, сам викам.
Немам закани, викам, но во иднина ќе има, викам, но ќе има и процес према тие, викам, ќе си одговарат према законот и ова, и кажав дека Келијата не им бега 15 години. И му реков, министре, викам, мене ми треба целосна поддршка да ја разбудиме полицијата, да се вклучат полициските станици, дека ги има показината, дека ништо не работат, дека го лажат. И ја до ден денес ќе му кажам на министерот дека новиот началник за малолетни деца кои го стави во МВР, го прашувам јавно зошто се криеш како глушец. 3 недели му вршам притисок да ме прими, да му презентирам целиот проект како се одвива и дека мене ми треба целосна поддршка од сите полициски станици, да ги вклучиме тимовите, да ја разбудиме полицијата уште на највисоко ниво и да ги разработам полициските инспектори за малолетни деца. Така, ќе продолжиме понатаму, Илија. Јас би сакала, Ања, вака мислам дека имаш сценарио веќе за некоја следна театарска представа, со оглед на тоа што ми кажа дека работите нели различни теми, мислам дека и ова би била една идеална основа за некоја представа. Па, сега како спомна, значи, нели за тоа што се случи во Србија, не знам, има веќе 2 или 3 години, оваа представа која што преска спомнав, Гидеоновиот јазел, по тој немел настан во Србија, почна да ја работат и таму. И, мислам, баш е поврзано мислам, на некој начин поврзана е тематиката, така што да треба повеќе да се говори на вакви теми, за да се освестуваме сите. Да, затоа што нели луѓето веќе секако доаѓаат на театар, да, комедија интересно, претпоставувам дека и комедиите ви се врзани со општественото живење, со нешто кое што ни се случува секој ден и ситуации низ кои што поменуваме секој ден, меѓутоа и едукативни представи те како можат да бидат добри. Да, едукацијата може да биде и од нели и од комедиите и од нели посериозните жанрови, но да, многу битно. Кажи ми, имаш ли некој актер со кој што сакаш да застанеш заедно на сцена? Не знам, не мора да биде македонски, може некој познат светски. Па имам многу, имам и актерки. Или која ти е вака некој? Па не знам, би сакала пред камерата застанам некогаш со Мерил Стрип, иако не знам дали би се осмелила, ама да, би сакала и. Еве, прва што ми текнува најголемата нормално, ама да, имам. Некој од кој што учиш и се гледуваш нормално. Мислам, Мерил Стрип ја спомна дефинитивно, да. Да, многу учам од моите колеги, мислам, и во театарот и надвор, во театарот имам прекрасни колеги со кои што работам секојдневно и кои што многу ми помагаат да се изградам, нели, да се дефинирам понатаму како актер. Интересно е да кога се работи процес со поискусен колега, да можеш што повеќе работи да приметиш, да ги нели абсолвираш. Да, затоа што може многу да се во голема помош во иднина, нели кога јас ќе работам нешто ново, да се присетам на тоа како работа, да научам некоја етика на однесување, на работа, техника. Игор Ангелов ќе го споменам тука кога веќе ги споменуваме вашите колеги, и во Србија бевте со него заедно. Имаат и тие манифестации како ние што имаме Глумците пеат, настапувавте таму и знам дека беа воодушевени од вас србите. Тоа е, да, така е во Ателје 212, како што е нели нашите Глумците пеат, они имаат неколку дена пред Нова година најчесто се одржува, се вика Блод плови за Београд. Мислам дека така беше името. Мислам, многу убаво не прифатија, беше интересно, поразлично, ново да се застане со нели колегите од Србија на сцена. Они имаат исто така фантастични глумци пеачи, но и ние имаме на вистина преска со што да се пофалиме. Да, имаме фантастични глумци кои што пеат. Не бев ни свесна пред да станам дел од Глумците пеат, не бев ни свесна колку талентирани глумци пеачи имаме. Да, и колку е интересно да се работи со музичарите и глумците заедно на сцена. Тоа е таква привилегија да застанеме ние глумци со цел биг бенд позади, немаме често таква можност. И многу е убаво кога ќе видите колку се музичарите расположени, колку им е интересно, колку се забавуваат и тие.
Навистина глумците пеат, има една посебна атмосфера, посебна желба за ние си учествуваме, да речеме, секој, нели, јас имам моја песна, моја точка и онда речем, ти викам, вас две сакате ли да учествувате кореографски, глумачки или како год. Има многу голем ентузијазам кај глумците да играме едни кај други, да глумиме, да се забавуваме, стварно. Браво. Стварно прекрасно, ама да, со Игор Ангелов бевме, да се навратам на тоа во Србија и одлично поминавме. Навистина прекрасно не пречекаа таму. Да представиле нашата земја вистинско светла. Да, ви посакувам многу такви манифестации, да не биде само еднаш годишно сега, туку нешто почесто да се случува. Сега, извини се, тоа сакам да кажам, кога сме на темата музика и театар, сега е во подготовка мюзиклот Као Какао. Нели по музика на Владко Стефановски, така што повторно еден спој на музика и театар набрзо ќе. Браво, сигурно ќе биде одлично. Да, извините прекина. Не, Тамара, убаво е кога се збори вака ти и јас, некој друг, супер е. Јас би сакала Марија да ја прашам затоа што нели зборувавме за пилатес за реформер, меѓутоа нели некако луѓето имаат чувство дека се нешто се случува во Скопје. Марија, што е со другите луѓе кои што можеби сега не гледаат од другите градови? Нели лето иде, сега јас тоа за жал, така често кажам, некако пред лето ќе ни текне, нели да се стегнам, да се средам, малце да ослабам и нели некој си бара некое свое чаре, што викам. И сега што е со луѓе што е од другите градови, можеби имаш ли клиенти или како излегувате во пресред на таквите луѓе? Во суштина имаме клиенти од секаде, меѓутоа еве баш многу ми е драго што можам да напоменам дека токму овој месец пуштевме еден сосема нов проект кој што го спремавме година и пол. Нашето студио стана мобилно, што значи дека сега може секој кој сака да вежба со нас, да вежба и онлайн. Значи, феноменални тренинзи направивме кои што може да се ги вклучат од каде и да се, дури да патуваат во било кое време, да се извежбаат половина час. Тука е многу полесно, веднаш туширање, веднаш средување и едноставно тоа е тоа дури и за оние кои што се во Скопје. Првично идејата не настана од тоа што нашите клиенти во суштина и многу патуваат. Значи они се цело време негде по месец, месец и пол, два, ќе ги нема, па ќе се вратат, па ќе продолжат и слично. Свативме дека им е потребна наша поддршка секаде. И реално мислам дека сега го пуштивме проектот, имавме еден 10-дневен мини пилатес мувмент, пилатес движење, така го нарековме. Можам да кажам дека девојките беа фасцинирани од начинот, затоа што тука имаме максимална поддршка према клиентите. Околу 200 души беа пријавени на самиот мувмент и јас се изненадив од тоа колку всушност сакаат да си пишат, сакаат да си пратат слика во однос на оброци, што правеле во текот на денот. Имате ли таква поддршка, не знам, совети за храна? Да, континуирано. Ние имаме и нутриционист кој што работи заедно со нас во студиото, Антонио Велковски. Антонио ни беше гостин, да. Да, прекрасен човек, стварно си ја знае работата и феноменално соработуваме, така што она и во групата ги води, им дава совети и сето тоа функционира стварно интересно многу. Ова е нешто што првпат го правиме и чувствувам дека ќе биде нешто што баш онака има потребно на жените и баш ќе биде on point. Тоа се некако епизоди кои што јас можам дома да си ги пуштам, дали ми треба, не знам, опрема, нешто? Да, имаме отприлика 52 тренинзи снимени, кои што се стварно феноменални. Да, машала, баш се потрудивме, година и пол ги снимавме, со феноменална продукција, со одлично светло, значи баш онака како што треба. Светски, што се вели, светски, да. Затоа што мислам дека народов почна да препознава квалитет тука. Да. Некако го чувствувам. Тоа е исто интересна тема, затоа што еве ако збориме и за пилатес, за реформа, па нема тргни фризер ногти да идеш, нели што правиш секој ден, па веќе пазиш каде ќе отидеш, па некој да ти е проверен, па некој добар глас да го бие. Верувам дека и во вашата работа е истото. Точно. Јас приметувам како веќе секој клиент приметува што е квалитет, приметува како е снимено, како е направено, како се одржува тренингот, каде се грешките и слично. И мене ми е многу драго, на пример, кога дојде пријателка и на сам тренинг, знае да ми каже, слушај, само ова можеш да го поправиш. Мене ми е многу драго. Јас многу сакам кога некој ќе ме поправи, ќе ме коригира. Како добронамерно секако. Сите сме луѓе, сите сме луѓе, човек знае да сгреши, нели? Меѓутоа, во однос на онлайн тренинзите, можам да кажам дека е еден таков перфектен проект. Еве ги поканувам сите кои што не гледаат, значи надвор од Скопје, може да ни се приклучат.
нека не побарат, Студио 60, можат во било кое време, значи онлайн да ни се обратат и да добијат наша поддршка за вежбање од било каде. Ни расте стандардот, тоа сакам да кажам, затоа што ние гледаме светските, не знам, студија што прават, како прават и сега гледаме нешто вие да речеме што правите и нормално дека сакаме да помогнеме. Зошто па ние да немаме нешто кое што е професионално? Точно, сосема се согласувам. Јас секогаш се огледувам на оние кои што се од надвор од Македонија, се огледувам од тие кои што се поуспешни од мене. Па така треба. Да, едноставно мислам дека тоа е начинот на кој што ќе бидам подобра и ќе донесам подобро кај нас. Мислам, таа ми е и мисијата. Така што на некој начин овој проект буквално онака се посветивме на секој детал, на се што е потребно за секој, мислам, и самиот тренинг онака да биде многу добар флоу да има, да уживаат во него. 50 минути еден тренинг како онлайн тренинзите се од 20 до 35 минути. Ма супер, да, што пократко. Идеално, да. Да па и ти 20 минути дома секако наместо да скролаш на телефон да речеме, можеш да повежбаш. Така, и секако дома подобра опција е тоа. Да, реално се стушираш одма, ќе се средиш. Претходно на паузата зборевме короната, меѓутоа во короната јас се навикнав да вежбам онлайн и толку ми беше убаво тоа време. Луѓе почна да вежбаат онлайн, повеќе да читаат книги, што рече Илија, значи не беше се така толку лошо, многу и добри позитивни навики се стекнаа меѓу другото. И да се храниме здраво. Да, правевме рецепти, нови пробувавме. Да, така беше стварно. Некако во тоа време, не знам, тој момент после тренинг, веднаш туширање, мене ме беше многу битен. Кога се нема време, значи кога се брза нешто, кога се прави, наеднаш после тренинг се влегуваш, се тушираш, се средуваш, од дома си извежбал, нема никаков проблем. Океј, мислам, луѓето не секогаш имаат време 40 минути да патуваат од една точка до друга, нели за да извежбаат. Така што е многу конвиниент за одредени луѓе. Секогаш тренинзите во живо се одлични, нели? Тоа е нешто во кое што се социализираме малтене со сите и во студиото, па и надвор од него. Меѓутоа, ова мислам дека е идеален концепт во кој што човек кој што нема време може баш онака одлично да се снајде. Ма да. супер, да одиме и ние на те онлайн. Имате опција и таква, па кој како сака, на кој како му одговара, ќе си одбере. Така. Да одиме со фотографии? Може. Од кого да започнеме? Ајде, од Ања ќе започнеме. Ајде, режија ве молам на Ања фотографиите да видиме што таа ни испрати за денеска и еден краток коментар. Да. Повели Ања. Ова е слика од представата Кошуми на Бродвеј. Со моите колеги, колешки Елена Жугич, Калина Номовска и Јована Спасич. Ова е првата представа која што ја работев во Драмски театар Парови. Многу ми е драга оваа представа затоа што ми е прва. Ми беше ја гледаше, да. Кој бил на театар. Ете кој дошол. Бидејќи нели од сите страни има публика, тоа е интересно или дали само тогаш беше така направено, не знам која изведба си ја гледала. Може да беше првата. Мене ми е многу драга оваа представа затоа што ми беше прва и тоа ми беше прва и во театар представа. Јас пред да се вработам немав играно представа во театар. Еве ова е Гидеоновиот јазол, представата за која што зборувавме со мојата драга колешка Билјана Драгичевиќ Бројковска. Ова е една слика од снимање на дипломски филм на моја драга другарка Тина Величковиќ, која што ќе биде иден, се надевам, голем режисер филмски. Браво. Ова е Болва Вулво со Нина Елзесер. И Нина ни беше гостинка. Нина ви беше гостинка, да, баш правевме муавет минатата недела. Ова беше настан минатата година, ден на џез музиката, во галеријата Арт Хаб правевме изложба и свирење. Бобан Мирковски свиреше, јас пеев македонска џез музика, македонски композитори. Еве сме со Игор Агелов во Ателје 212. Тоа е тоа што го говоревме. Ова е, пратив неколку слики од факултет, ова е еден убав испит кој што го имавме по сценски движења и танци. Ова беше баш во периодот на короната, односно ова беше веќе на крајот, тука сме без маски и го игравме на кровот на ГТЦ.
Беше интересно. Ова сме класата, оваа слика ја пратив. Тука со маски. Тука сме со маски, да, баш заради тоа и ви ја испратив оваа слика затоа што беше интересно. Работевме испит физички театар, значи Чехов го работевме по принципот на Мерхој, односно нели преку движење и го игравме надвор, тоа беше интересно. Да, во зима. Ова е лани глумците пеат, темата беше Blues Brothers и филмот Some Like It Hot. Јас ја пеам од Арета Френклин Think тука во заедно сум. Да, тоа е тоа. Влезана си во улогата. Да, влезана сум. Ова беше доста тешка песна и брза многу, енергична, ми требаше кондиција физичка да издржам песна. На реформер. Да, заради тоа. Добро, да одиме со фотографиите на Илија. Илија да видиме што ни прати, режија неговите фотографии. Ова е наградата што ја добивме 24-та, мислам дека беше, 25-та беше проектот Стоп против притачање и злоупотребата на децата. Ова награда Милена е на сите медиуми, на сите уредници, на сите новинари, дописници кои го поддржуваа. Ја подигнавме наградата, ја доделија дека беше најактуелен и најпознат во јавноста. Еве ги редовните состаноци со заменикот министер на социјала, одлична соработка имаме и он е тој што ме бодри, ме држи. Еве со општина Куманово веќе сме во постапка, они веќе го сузбиват питачењето во Македонија и до ден денеска соработуваме со него како се одвива и ме радува дека се движат. Ова е за време на короната со претходниот министер кој го имав со станокот. Ја, Милена, сите министри, сите премиери, сите председатели. Сите ги запознале, од некој повеќе помош, од некој помалку, од некој воопшто, за жал. Еве го, ова протокол што е за меѓусекторски, кој го работевме, беше чуван 30 години, од 30 до 35, но ја тоа се што е чувано го вадам од фиока и ја тресам целата прашина вака од нив да се направи рестарт на ова. Еве со председателот и неговото обезбедување се вклучи кај државна болница према Нова Македонија, према Европска унија, таа локација он често ја ова и еве сегашната председателка Силјановска се надевам дека ќе се вклучи да ете истиот чекор го направи ова, затоа што тука имаме голем проблем пред нивната маршрута кај што ја поминуваат. Ова е во Штип ми почна кампањата, од Штип ми започна кампањата. Ова е втората средба со председателот и се надевам секашната председателка дека ќе ме прими да го промовирам, да и во иднина, не знам колку ќе има слух, но ја и до ден денеска, видете, ја и во приватниот живот, ова бев тука поканета од конзулот на Австралиската амбасада во Македонија, од Зоран, со Ѓорги Иванов, му кажав дека и понатака продолжувам со проектот, го промовирав тука и се сретнав уште со неколку повисоки личности од амбасадите, затоа што и овој проект ќе биде промовиран пред амбасадите да им докажам дека кога се работи, ако се сака нешто ќе се успее во ова. Така е, да, се надевам дека сите ќе да поддржат, затоа што навистина баш тоа изборавме и претходно тоа што ви го кажавме, не е секој за оваа работа, а кај вас се гледа дека навистина се работите посветено со вака ќе кажам и на граѓаните ќе им кажам. Јас ова го работам со љубов, со благослов и ова се што не е работено да се рестартира и да се направи одново. После овој проект откако ќе го раздвижам уште на повисоко ниво во целата држава, каде што ќе се вклучат и градоначалниците. Јас еве ќе апелирам до градоначалникот на град Скопје. Те молам, често постојано те притискам, еве јавно ќе кажам, дајте да ги собереме скопските градоначалници кои ветува дека ќе го поддржат проектот, седна на фотелите, сега го заборавија проектот. Но ја константно притисок правам и кај министерот за внатрешни работи, и кај Орце до ден денеска, секој втори и трети ден му пишувам на премиерот Кристијан да се започне од негде и да се движи, затоа што они ја имат и централната и градската власт во цела територија и рекол дека ќе го поддржат. Јас еве ќе го потсетам премиерот, ве замолувам ова на писмена форма да не биде, да има резултати на терен, владата да се вклучи на секаде, затоа што он е првиот мотор во целата држава и јас сум вториот каде ги координирам и ги следам позициите и
И ги замолувам секој градоначалник, значи во Република Македонија 88 општини до 90 кои ги имаме, да си ја завршат работата. Да си ја завршат, да си го ишисат дворот, да знаете што проектот Да, морам да ве прекинам затоа што има фотографии за Марија, ќе немаме време или ќе се дозборуваме, ќе имаме многу следни прилики, ве молам режија фотографиите на Марија да ги видиме. Марија ни прати неколку фотографии да ја видиме незината трансформација всушност, како почнало се. Повели Марија. Ова сум јас на мои 12 години. Може да се види колку во суштина носам некоја темна облека за да се скрие и се кријам од тоа како во суштина изгледам таму. Тука имам плюс 30 на килограми од сега што сум. Тука сум малку подослабена. Ова е на свадбата на брат ми, меѓутоа пак во црно. Да, може да се види колку во суштина некако телото ми изгледаше сосема поинако од сега. Вишок од килограми на самодовербата делува? Апсолутно, да. Во секој поглед ми делуваше, иако тоа знаев многу мъжно да го скријам, морам да кажам. Меѓутоа ми делуваше стварно. Ева се гледа од пред до потоа, мислам разликата е неверојатна. Бога ми разлика има. Да, цело лице, цела контура е сосема поразлична. Како почна тоа со ваква храна? Како реши дека треба да ослабиш и дека треба да направиш промена во животот? Едноставно ми кликна, сваќав дека не можам така понатаму да продолжам, не можев да облечам тоа што сакам, не можев да излезам, да изгледам како што треба. Морав да ја сменам исхраната. Не е исто. Да, пишува на фотографијата. Ова е eggs in many ways, јајца на повеќе начини, значи на колку све начини може да се направи една намирница, а да сепак биде здрава и да може да се конзумира секојдневно, а да не е досадно, нели? Ова сум јас во времето на фитнес тренинзите, значи кога спиев по тератани, можам да кажам. Овде мислам дека ја не сум дански, ако не се лажам. Ова е во салата која што ја имавме порано во старото 60 минути за неа. Овде првпат се сретнав со пилатесот и стварно се влюбив една од инструкторките, имаше многу убави тренинзи кај нас во студио. Тука веќе правам некој пози на топка. Почнав да, мислам, телото многу подамна го направив, меѓутоа тука се гледа. Ова е фотографија од последниот роден ден на Студио 60. Во јануари го направивме, беше супер журкава ми се клиентките и инструкторките со кои што имаме феноменална дружба и одлично си поминавме. Ова ми е куќето кое што мислам дека сакав да си го ставам тука во сликите. Многу си ја сакам. 9 години има Френчи. Како се вика? Што не ја зема тука? Точка се вика. Точка? Точка, да. Зошто, од каде е? Интересно, да не сум слушнала до сега. Кога ќе застанеше вака долу да ме погледне и кога ја гледав одгоре беше баш како црна точка. Добро. Одлично. Ова се Дадо и Едит, кои што вежбаат со мене, феноменална екипа, многу ги обожавам. Со нив имаме сериозно добра енергија. Вежбаме во полуиндивидуални тренинзи. Ова е една од сликите кај што сме баш онака испотени и ентузијасти за тренинг. Реална. И ова е сега. Да, ова е последната фотосесија со Реформер. Многу убаво изгледаш искрено. Ти благодарам. И студиото некако ми се доаѓа. За разлика од првата слика до последната. Ма не, супер се. Голема трансформација, поттикете за сите кои што сакаат. Фотографија. Да. Ај вратете ја последната режија ако може. Ова е првата? Не, чекај да видиме што ќе направат режија. Како и да, ова нека биде порака за сите кои што сакаат да намалат килограми, да го сменат начинот на живот. Не може да не може, значи само треба желба и треба волја и пред се дисциплина, да. Пред се стварно сериозна дисциплина, доека да се стигне до таму, а и после тоа за одржување. Не е воопшто лесно, меѓутоа вреди секој момент. И не може преку ноќ. Значи да, мене овој процес ми траеше година дена во симнување на тие 30 на килограми. И не е ни здраво да за година, да. Колку килограми за година денем? 30. Браво. Машала, ние се бориме со 3, со 5, со 6 и некој ќе каже 30. Да, а тоа значи дека стварно имало дисциплина тука, мислам се гледа. Браво. Инспирација, Марија, секоја ти чест. Еве ќе ги замолиме и гледачите, сите оние кои што може да се заинтересирани, сакаат, нели, па има и онлайн, иако не сте од Скопје, има и онлайн како што може да вежбате, барајте ја Марија на социјалните мрежи, на како се потпишена? Марија Реформер Certified. Марија Реформер Certified, сега ќе одиме сите таму да вежбаме. Марија, ти благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас. Да, Илија, ти благодарам многу и на тебе, ти посакувам многу успешна работа. Знам дека ова време не е доволно за со тебе, затоа нели цело време влегуваме, ама повторно ќе дојдеш. Следниот пат и ќе ви готвам.
кај Дракче. Сега на Дракче јас бројот ако го нема Не, Дракче гледа, ти не се сетира. Па да, за тоа. Она сега ќе Може пише. ни пишала. Срцка може. Илија со готвење може да те видиме во такво едно светло. Така е, супер. Тоа го Ајде. научив од домот, исто и на семејството им готвам. Најомилено мене име мусаката, македонската мусака, печени макарони, Одлично. леќата малце тука. Ете што има специјалитети. Ајде ти благодарам многу и на тебе. И ние кај дојме кај тебе сега наредно во Драмски. Веќе чекам. Благодарам уште еднаш на сите. Да, почитувани гледачи, останете на програмата на Канал 5, се враќаме за кратко.